Идеята беше да тие луксузи, скапи работи, да ги доведеме на ниво на нормален жител. Со вградување на квалитетни материјали. Изборот на материјалите и техниката на која се вградуваат тие ги донесат и го донесеме објектот на луксузно живење. Секоја стамбена единица да си биде и термички, и звучно ограничено од соседиве. Употреба на контактна фасада со одлична дебелина, термопан стакла, сендвич зидови. Сето тоа доведува да секоја стамбена единица биде одлично изолирана и секој си го има својот приватен простор без тоа дали пречи или му пречат. Квалитетната керамика, сјајот, кој дополнително го збогатува просторот со светлина која рефлектира и во внатрешноста на објектот, е доста интересен момент кој тоа го чувствуваат клиентите, свесно или несвесно. Повеќе светлина, повеќе живот, повеќе боја. Автоматски светлината поврзана со бојата, како таа реагира, како особата се чувствува внатре во неа. Текстурите исто придонесуваат и имаат голема улога во доживувањето на просторот. Дали таа е глатка, дали ја рефлектира светлинава, дали е мат, прави под повеќе топлина. Сето тоа зависи од просторот и поставеноста на самиот стан или просторија. И минималистичкиот стил е модерен, современ, а доста навлага и ретро може да е модерно, современо, рустичен стил. Се зависи како ги користиме елементиве, класични, базични елементи од проектирањето. Овие дизајни се тесно поврзани со поставеноста на станот, која страна ја зафаќа. Претежно топлите бои доминираат на ладните страни. Ако е северо-западно, северна страна ја држи просторијата, таму не влегува сончева светлина. Ако таа просторија направиме у ладни бои, тогаш автоматски, несвесно ние се осеќаме ладно. Ако е на јужната страна, топла страна, кај што просторот е богат со светлина, ставиме црвени, портокалови бои, несвесно ние се потиме у просторот и да е нормална температура. Во рустичниот стил претежно доминираат земјаните пастелни бои, топли, доста мотиви инспирирани од природа, може некои патерни да се појавуваат. Мора да нагласам дека таму мора да се внимава на пропорцијата на размерот на тие како се поставени во просторот, дали доминираат или не. Ние сме дел од природа. Ако ја изолираме во станот, губиме тој момент на живост, на разиграност, на динамика у просторот. Така да едно цвеќе го збогатува просторот многу. Како се тие хармонизирани, мирисот исто е доста интересен момент во интериерот, дека и тој прави амбиент, внесува некоја топлота во просторот. Тој е интересен, може да се каже и доста добар школски пример за тоа како може у простории кај што плафонот е понисок да направиме да просторот едноставно нема граници. Со самите вертикали кои се испуштени, автоматски го акцентира на висината која во овој момент ни не достига. Длабочината на просторот ја рефлектираме со вертикални огледала кои ја дуплираат просторијата.